Популарната воена болница или сега официјално градска болница 8 септември ќе си го врати својот сјај како најдобра и најмодерна здравствена институција во Македонија. Ќе добие 7 нови операциони сали, 2 за абдоминална хирургија, 2 за уролошка интервенција, 2 за уво, нос и грло, 1 за очна хирургија. За прв пат ќе се воведе и роботска хирургија. Се треба да заврши за 8 месеци. Проектот предвидува и нова светска апаратура со најсовремени болнички услови за пациентите и здравствените работници. Целосно ќе се санира и кровот на болницата. Инвестицијата ќе чини 12 милиони евра. Интензивна нега на површина од 500 метри квадратни, предвидени се 7 целосно опремени боксови за пациенти со најсовремени кревети, линиски поставени со централно мониторирање од страна на медицинскиот персонал, придружни простори од 800 метри квадратни, понатака стерилизација. Тука е секако и биохемиска лабораторија на површина од 100 метри квадратни, микробиолошка лабораторија на 80 метри квадратни, лабораторија за патологија што многу ќе помогне на онколошките пациенти од 300 метри квадратни и трансфузиона медицина. Сите нови хирушки сали ќе имаат најнова опрема, модерни хирушки маси, нови машини за анестезија, медицински компјутери, дефибрилатори и друг инвентар. Премиерот Мицкоски, кој ја најави инвестицијата, оддаде почит на здравствените работници, кои за време на минатата власт морале да работат под ужасни услови. Морам да напоменам, беше една од најзапоставените области каде континуираната негрижа од минатата влада доведе до распаѓање и на така дотрените болници и капацитети. Тука морам да оддадам почит на голем дел од посветениот здравствен кадар, кој во едни такви услови продолжи да работи посветено и во едни субстандардни услови го дава својот максимум. Додека трае реконструкцијата на болницата 8 септември, хирушките интервенции ќе се покриваат на Карил и во клиниката Свети Наум Охридски. Надлежните смируваат дека притисокот нема да биде голем, а пациентите ќе бидат згрижени. Екипи од градска болница, од 8 септември и од клинички центар ќе бидат нон-стоп во комуникација и во координација заедно со Министерството за здравство. Секвенционално ќе иде реновирањето, значи операционите сали во клинички центар ќе функционираат, ќе биде намален бројот на интензивните кревети. Со тоа што оној вишок на пациенти кои што ќе би требало да се хоспитализираат во интензивните неги ќе се прераспределува во 8 септември, во Свети Наум Охридски и дел на неурохирургија. Пред реконструкцијата на 8 септември, владата најави дека ќе ги реновира хирушките блокови на Карил и на клиниката за хирушки болести Свети Наум Охридски.